По 21 година работа во Швајцарија иселеникот Киро Гоцевски повторно се врати во родното село Нов Истевник Делчевско. Целиот капитал го вложи во старата училишна зграда и стана најголемиот одгледувач на магарици во државата. Има 40 магарици, дневно мози по 1 литар млеко, а до година очекува нагло зголемување на количините. До година во април месец рачунам дека треба да мозам едно 25 магарици, треба да имам 10 литра на ден млеко. И го знаат квалитетот на млекото и немам проблем за продажба на млекото. Ова што го мозам сад немам проблем, а до година ќе видиме. Ќе најдеме сигурно некој човек кој ќе го зима и ќе го употреба, ќе го користи. За разлика од кај нас каде што магарињата се пред изумирање, светот одамна виде пари во нив. Во соседните држави има огромни фарми, се произведува козметика, а цената на сирењето е поскапо од златото. Ако не помогне државата нешто, магарините ќе изумрат во Македонија, нема да постои магар во Македонија. Фатички соседите, Бугарија, Албанија, Србија ги нагло ги откупуваа магарините, бидејќи таму даваа по 300 евра субвенции од магаре. Па само моментално нема субвенции за магарине, за субвенција, али мислам од другата година дека треба да даде државата субвенција за магарето. Откако тенисерот Ѓоковиќ ги промовираше бенефитите од млекото за кое се смета дека е најслично до мајчиното, светскиот джет сет полуде по него. 1 литар магарешко млеко чини 3000 денари, а го купуваат за јакнење на имунитетот, но и за лекување од карцином и други болести.